Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Очигледно е дека единствениот кој безрезервно им верува на пораките на Румен Радев, дека уставните измени се последна пречка на патот кон Европската Унија, е токму специјалниот бугарски пратеник во Македонија, Венко Филипче. Премиерот на Бугарија, Румен Радев, излегува во јавноста и вели дека македонските револуционери, како Гоце Делчев и Јане Сандански, се бугари, македонските дејци како браќата Миладиновци исто така дека се бугари, како и основоположниците на словенската писменост Кирил и Методи, како Климент и Наум Охридски, дека се дел од бугарската историја, осуда од специјалниот бугарски пратеник во Македонија Венко Филипче нема. Румен Радев вели дека македонскиот јазик постои од 1945 година, Филипче не осудува. Румен Радев вели дека македонскиот идентитет постои од 1945 година, Филипче не осудува. Радев вели дека пред 1945 година сме биле бугари, Филипче не осудува. Македонската историја, која е надалеку позната и прочуена, Румен Радев ја представува како бугарска, а Филипче не осудува. Почитувани граѓани, зошто ова што го говориме е многу важно? Затоа што вие имате право да знаете какви отстапки ги би следеле понатаму доколку СДС и Филипче повторно добијат можност да одлучуваат за државните позиции. Од авион се гледа дека Бугарија има пошироки барања кон Македонија кои директно навлегуваат во прашањата за македонскиот идентитет, историја и културно наследство, а не само за внесување на неколку илјади бугари во уставот. ВМРО ДПМН останува цврсто на ставот дека македонските национални интереси, достоинството на државата и историската вистина не смеат да бидат предмет на политички договори и трговија за власт. Ви благодарам.